Почитувани, локалната власт, предводена од градоначалникот Илија Јовановски и СДСМ, покажува дека дури и во услови на здравствена и економска криза, обезбедувањето на подобри услови за грижата на најмладите е врвен приоритет. На задоволство на граѓаните на Прилеп, по пауза од 40 години во населбата Точила се гради нова детска градинка, што представува исполнување на предизборното ветување на градоначалникот Јовановски. Со изградба на градинката, која ќе се простира на површина од 5030 метри квадратни и капацитет за згрижување на 252 деца, трајно се решава проблемот за згрижување на деца на територијата на општина Прилеп. Градинката, чиј рок на изградба изнесува 7 месеци, ќе биде според сите европски и светски стандарди за квалитетен рад детски развој и за неја општина Прилеп издвои 133 милиони денари од сопствениот буџет. Објектот ќе има приземје и кат. Партерно ќе биде уреден и функционално поделен со 10 простори за занимални и 3 за детски јасли. Градинката, која ќе биде една од најубавите во нашата држава, ќе има централно подно грејење и ќе ги исполнува сите современи стандарди за енергетска ефикасност. Иако станува збор за капитален објект од огромно значење за сите граѓани на нашиот град, опозицијската ВМРО ДПМН не смогна сили да ја поздрави неговата изградба. И не само тоа, туку ниту еден функционер од оваа партија, ниту пратениците, ниту членовите на Општинскиот совет не покажаа доблест да присуствуваат на официјалниот почеток на изградбата на градинката. Со тоа, на најдобар начин покажаа дека решавањето на проблемите на граѓаните на општина Прилеп не е дел од нивната политичка агенда. Во континуитет од 12 години, локалната власт беше во рацете на ВМРО ДПМН. За 12 години екс-градоначалникот Маријан Ристевски и ДПМН потрошија над 100 милиони евра, општината задолжија со кредити и оставија во долгови, без при тоа да изградат ниту еден капитален проект. За разлика од нив, СДСМ води грижа за парите од даночните обврзници, инвестирајќи ги во капитални проекти од интерес за градот и граѓаните на општина Прилеп.